Се уште имаме проблеми со договорот од Преспа, особено со трговските марки и одбраната на брендот македонски, рече грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пред вчерашната средба со председателот на САД Доналд Трамп. Им помагаме на компаниите да го заштитат брендот и ќе работиме во таа насока систематски. Но истовремено кажавме дека ќе го предводиме Западниот Балкан во ЕУ. Ако сакаме нашиот интерес кај северниот сосед да биде земен во предвид, потребен ни е отворен пристапен процес со ЕУ. Не треба да им ја треснеме вратата пред лице. Мицотакис повтори дека е разочаран од ветото на Франција за пристапни преговори на Северна Македонија. Тој додаде дека Грција ги поддржува промените во европскиот процес, кои ќе ја доближат државата до Европската унија. Some progress has been made looking at the process itself and whether we can make changes to the process. Направен е прогрес досега во врска со промените кои би можеле да се направат во процесот на пристапување. Се надевам дека во мај во Загреб, Франција, Данска и Холандија ќе ги преиспитаат нивните одлуки. Тој истакна дека Грција зазема позиција како столб на стабилноста на Балканот и оти Вашингтон и Атина сега имаат заедничка агенда да работат заедно кон зголемување на безбедноста во југоисточна Европа, преку интеграција на остатокот од Западниот Балкан во трансатлантската заедница. For 10 years we were too focused on our internal problems. 10 години бевме префокусирани на нашите внатрешни проблеми. Време е да се вратиме во регионот со напредна агенда. Оваа агенда беше тема на разговори со председателот Трамп. Двајцата лидери зборуваа за американски инвестиции во Грција, можно за купување воена опрема од САД, а ги спомна и акциите на Турција, кои Мицотакис ги опиша како провокација. Трамп пак рече дека Грција направила голем повраток во регионот, нагласувајќи дека се очекува трговска соработка меѓу двете држави. Според новата стратегија, САД во Грција гледаат и клучен сојузник во спроведување на американската стратегија во регионот на Источен Медитеран. Мицотакис денес има средби во Сенатот и Представничкиот дом, а вечерва ќе присуствува на прием организиран од подпредседателот Мајк Пенс и државниот секретар на САД Мајк Помпео. Председателот Трамп и премиерот Мицотакис најавија дека ќе работат заеднички за унапредување на соработката, безбедноста и стабилноста во регионот. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.